Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, доколку би постоел надпревар за тоа кој ќе биде погласен во давањето што поголеми ветувања, градоначалникот Бобан Стефковски сигурно би бил прв. Се сеќавате, ветуваше дека младите од Газибава нема да треба да одат во други општини или во центарот на градот, за да може да спортуваат, да гледаат филм или да присуствуваат на театарска представа. Не треба да ви кажувам дека нема ништо од почнувањето на реконструкцијата на културниот дом во Ченто. Можете со своји очи да видите зад мене. Со ист статус е и културниот дом во Маџари. Младите од автокоманда не може да го видат ветениот балон со трибина во основното училиште Стив Наумов, ниту ветениот спортско-рекреативен центар. Ги нема ниту ветените спортско-рекреативни центри во Црешево и Кирил Петрушевски. Ветувањето за нови велосипедски патеки, фитнес зони во секое населено место, трговски комплекс во Триангла, затворен базен, 4 нови градинки, 5 инклузивни игралишта, како и многу други ветувања останаа само празно слово на хартија. Згоре на сите нереализирани ветувања на неформираниот младински совет, градоначалникот за 2024 година ги намали средствата во буџетот предвидени за млади на само 600.000 денари. Оној во кампањата Бобан Стефковски, кој ветуваше и брда и долини замолкна. Сега ја гледаме неговата вистинска слика. Младите од Газибава добија нефункционален и нерационален градоначалник.